Добро утро и од мене, јас сум Кристина Атовска, како што најави колегата Чаловски, веќе добро ја познавате. Наде Молеровиќ, долгогодишна директорка на основни училишта, долги години во образовниот процес. Добре дојдовте во оваа сезона во утрински брифинг. Ви благодарам на поканата, секогаш ми е задоволство. Го продолжуваме практично овој блок за образование кој го почна колегата Чаловски, они се фокусира поконкретно на мерките, ајде на кратко со тоа и ќе влеземе. Треба ли да бидат сите професори, наставници вакцинирани во процесот? Знаете, сепак тука има еден личен момент што ние велиме дека секој би требало да се одлучи за своето здравје, меѓутоа мојот личен став е дека ние особено како едукатори, нели, луѓе кои што комуницираат секојдневно со децата и се изложени и можат исто така да го загрозат и своето семејство, јас препорачувам дека би требало, затоа што мислам дека е на таков начин побезбедно и да на некој начин излеземе поздрави во секој поглед од оваа криза. Меѓутоа изборот е секако на сите колеги кои што работат во образование. Леровиќ, на крај ќе го посветиме последниот дел од разговорот на конкретно на новите реформи, на дигитализацијата. Сега ќе малку да отвориме неколку теми кои многу гласно одекнаа во јавност, но и многу брзо се заборавија. Таков е случајот со оној камп, сексуален камп кој што излезе во јавност излега родители и деца со бурни реакции и со трауми. И некако ми се чини дека после тој случај како јавноста да се изгуби комплетно темата за сексуално образование. Го наруши ли тој случај обидот да се вметне квалитетно сексуално образование во училиштата? Така. Знаете, јас многу ми е жал што ние навистина така инцидентно реагираме, што велам јас како жижици. Знаете, ќе се случи нешто во јавноста, особено се зборуваме за образование. Значи, јас повеќе би сакала темите за образование да бидат една секојдневна тема, која што ќе ги третира навистина многу важните аспекти на детскиот развој, на детската едукација, на произведување на едни здрави личности. Тоа што се случуваше, знаете како, околу оној камп каде што се практикува некакво обиди за сексуално образование, така колку што мене ми беше познато. Нешто што мене малку ме стави во дилема беше дали родителите и дали децата биле доволно запознаени, јас немам такви информации, се само гласно поставувам прашања, колку биле доволно запознаени зошто служи тој камп, кои содржини би се изучували, што е многу важно како тоа ќе се изучува. Знаете, секој кој што носи деца било каде, одговорноста е апсолутно голема, бидејќи е одговорност и на родителите каде ги пуштаат своите деца, што значи дека мора да се има информации. Доколку се имаат вистински информации, јас не знам и колку ние вистински информации ги имаме тоа што се случувало таму. Најверојатно тоа го знаат и децата, родителите кои што реагираат. Можеби и сум сигурна дека постави многу дилеми, можеби повеќе грижи, повеќе дилеми како и што би значило тоа за нашите деца. Јас лично сметам дека таа тема за сексуалното образование е корисна и е добра, меѓутоа е многу важно кој прв или кој на каков начин ќе ги запознае децата. За тука треба исклучително квалитетни, исклучително стручни, оспособени наставници кои што се експерти ја владеат оваа тема заедно со медицинските стручни лица и мислам дека ако родителите исто така се запознаени што се ќе се случува таму, кај нас кога се реагира најчесто однемање доволни информации. Знаете? Сега што би значило квалитетно сексуално образование во училиштата? Велите дека од ова што го слушам дека не може секој наставник да го предава тој предмет. Да, апсолутно дека не може. Знаете, ако ние возрастните во било кој облик, дали како родители, дали како едукатори, ментори, во кој поглед, тренери, што и да е, ако ние треба да видиме личностите кои што кај нив ќе создаваат некаков авторитет и влијание, од кои што ќе можат да црпат некакви информации, тие треба да проценат дали сме ние доволно, нели, во самото излагање децата се многу вешти. Тие препознаваат колку вие знаете, умеете, на кој начин да ги допрете темите кои што особено се сензитивни за кај нас. Тоа не се зборува. Јас повеќе сметам дека тоа можеби ќе биде добро и е многу добро да се направи во соработка со родителите. Знаете, треба да се остави родителот прво да биде тој кој што ќе го запознае своето дете кога смета, како смета, кои содржини смета тоа да го направи. Потребата од појава на сексуално образование во училиштата е токму недостатокот на ова
вие што го зборувате. Да, ние немаме доволно Значи, како да информации. очекуваме од родителите тоа да го направат, ако веќе имаме една популација во која што родителите или генерации, неколку последователни, каде што родителите потфрлиле по ова прашање. Па апсолутно, знаете, ние имаме многу теми за кои што не се разговара дома, затоа доаѓам во еден дисбаланс и кога децата доаѓаат во замислите имате семејства каде што воопшто не затоа се што се зборува крена за тоа. цела маса родители кои се против. Овој предмет може би само поради називот, може би од неразбирање. Од но недоволна се против. информираност. Знаете што, јас сепак сметам и сите реформи што се воведува во образование, или обидите или намерите, желбите да се воведуваат некакви реформи кои што се исклучително потребни. Јас не би рекла денес реформа дека не треба во образование, нас не треба целосна трансформација на образовниот систем. Меѓутоа, за да вие воведете било каква реформа, мора да се објасни. Например, ако се воведуваат нови предмети, ако се воведува содржината, мора да бидат запознаени и родителите, прво наставниците, па потоа родителите апсолутно и на крајот секако и учениците. Знаете, нашите ученици се исклучени од целиот овој процес. Тие се само конзументи на она што е донесено како нова програма. И професорите делумно И беа делумно од професорите. И тоа многу исклучени, од особено професорите. при одлуката да се спојат природните науки во или обштествените во еден. Мислам дека чекорите кои што, знаете, јас ја разбирам амбицијата и желбата секој кој што е на некаква одговорна функција да направи нешто по кој што ќе биде забележан. Меѓутоа тоа не би требало да биде приоритетот кој што ќе ве води. Јас сега ќе направам, јас ќе бидам прва, ние постојано тоа во општеството го споменуваме како да не знам што е тоа важно во било кој сегмент. Ние први направивме ова, ние први направивме тоа. Не е поентата први. Битно е да знаеме што сакаме да постигнеме со реформата. Која е таа реформа? Што ќе содржи реформата, што можат учениците да очекуваат од реформата, што наставниците очекуваат, што се очекува од наставниците да направат за реформата и секако родителите. Секогаш кога родителите не се во овој ланец, во овој круг кој што треба да биде затворен, кој што сепак преку своите институции... А што правиме во услови на волку поделено општество и волку поделени родители? Па тоа е генералниот проблем. Значи тоа ние знаете како јас мислам Крис, ние сме и нормално е луѓето да имаат различни мислења. Тоа треба да се храбро, меѓутоа знаете како конструктивно мислење, конструктивна забелешка која што нуди предлози. Ако родителите сметат дека тоа не е добро како сексуално образование, би требало да се постави обратно прашање, да се рече добро родители, што мислите вие? Како и на кој начин да се направи тоа? Како можеме ние како родители да помогнеме? Затоа што онаа повисока цел, односно највисоката цел, нашите деца, ни од заеднички интерес, пошто се тоа наши, нели, во училиштето, децата на родителите кои што дома ги воспитуваат какви луѓе треба да бидат, ние да го дополниме тоа како со програми, со содржини и целта ни е заетичка. Со завршување на образование да имаме точно онаа за која што зборуваме, ние не имаме онаа визија, знаете, што сакаме да постигнеме. Ја имаме визијата, да, знаеме, меѓутоа конкретно какви вредности треба да има деца кога ќе заврши основно образование. Како. Значи ние, знаете, знаеме што сакаме, ама не знаеме како до таму. Тоа е клучното прашање. Јас тука би го лоци. Значи ние ако не знаеме како, има луѓе, има држави, има општества, има стручњаци, има професионалци кои што можеби знаат како. Што е поентата? Да се сослушаме. Да разговараме, нели, и да споделуваме. И сега кога немаме доволна информација, не сме доволно едуцирани, не сме доволно подготвени ни за промена, не ја гледаме позитивната или оптимистичката страна. Но токму таа категорија на луѓе кои што сега ја споменавте, категоријата која не дозволува да биде убедена во нешто. Имате родители кои категорично велат не може моето дете да учи сексуално образование, не може моето дете да учи верско образование. Знаете, тоа е еден проблем на човечката психа, на човечкиот психолошки склоп. Да, но сега кога го имаме како да го решиме. Значи едукација, Крис, само едукација. Значи и кога се прават овие реформи, се зборувам конкретно за образование или за било што друго. Значи мораме еве сега во времето на пандемијава, кога сме нели пред малку разговаравме јас и вие надвор. Значи ако ние како граѓани имаме навистина исклучителни примери и на успешно вакцинирање и на успешност од вакцинацијата, кои се последиците можни од вакцинација, несакани, што е она што е добро, што е она што не би било добро, кога вие на народот јавно многу повеќе ќе му зборувате за такви
некакви секојдневни, нели, лични секојдневни дилеми, мислам дека и луѓето на подруг начин ќе се однесат. Мислам дека ни недостасуваат информации во секој поглед. Ние само држиме страни, да, јас сум за овој или јас сум за оној. Ако го донел овој она, значи јас него го сакам и го почитувам неговиот поглед на свет и така натаму, тој за мене ќе биде вау, нели, ќе го преувеличам тоа дека тоа е нешто, а оние со кои што не се согласувам, и тоа без размислување без кај нас. размислување. Знаете, и оние со кого што не се разликувам, сега не сакам да спорам, нели, се е политика кај нас на крајот на кришта, ако поготово имате родители кои што политичкијата диоптрија им е сосема различна од онако на која што е министерството, не зборувам и само за сега, и за претходно, веднаш анблок се отфрла. Знаете како? А не, тие не се мои. Значи тоа зборува за психолошкиот концепт на ние како луѓе што живееме овде на овие простори, а него не ни се проширени видиците. Веројатно објаснува и многу зошто новите генерации се вакви какви што се. Апсолутно. Знаете што очекуваме ние ако вие имате и негувате дете или го развивате во едно семејство каде што имате тврди и цврсти ставови наместо флексибилност, да речете чекај, малку да разбирам. Не се учи детето да размислува. Не може да размисля, зашто ги превзима, па ги превзима тие програми и тоа дете такво и ќе биде потоа, знаете, имаме проблем. Зошто имам чувство дека и во јавноста и од Министерството за образование некако процесот на дигитализација по дефолт се подразбира од фрлување на се што е хартиено. Дали тоа навистина треба да значи дигитализацијата на образованието? Знаете што, дигитализацијата е неминовен тренд, пошто ние секако живееме во ново време. Апсолютно, Значи ново време, нова доба што викаат светот е навистина во нови услови, економски, социјални, технолошки, политички, секакви. Значи ние сме навистина во едно ново време. Како што некогаш било кога се кршеле нели машините, кога ги вовеле во замена на човечката работна сила, луѓето протестирале цело време, така? Меѓутоа, ние сега не треба да протестираме што ја имаме технологијата. Меѓутоа, технологијата да биде во вистинска функција на децата и за да дигитализацијата представува учење, значи на процесот на учење само да се олесни со користење на овие алатки. За мене не е дигитализација ако вие направите учебник или учебна помагала, што и да е, со кое што само кога ќе го прожектирате на табла или на платно на што и да е, вие ги читате само содржините. Дигитализацијата тоа не подразбира. Значи, еве уште еднаш доаѓаме. Да се објасни, да се разговара стручњаците, научниците, нели, педагошки, така натаму, да му објаснат на овој народ, ако родителите прават таков одбор за дигитализација, дајте да им објасниме на луѓето што е дигитализација. Што тоа се подразбира? Јас не сум, знаете, дигитализацијата е... Министерството некако не го објасни, не само што не го објасни, туку и тие како да подразбираат исфрлање на се што е хартиено. Не, знаете како, ако ние мислиме дека јас ќе си направам така како што мислам, па мене не ми е битно, затоа што одлуките не се носат само на едно, нели, ниво, него треба вие да ги донесете, колку сте на повисоко на хиерархијата, толку треба да одите подлабоко за да ги извлечете информациите и за да донесете вистинска одлука. Барем јас така мислам, кој што нема да ние бевме цело време и се уште можеби сме, сега можеби политиката е во прв план, не знам, меѓутоа, знаете, цело време мислам дека токму заради таквата неинформираност, заради нежелбата да се разговара, можеби не умееме да разговараме и тоа е клучниот проблем. Не знаеме да слушаме затоа што сметаме дека јас ако не се согласувам со мислењето на овој на оној, дека автоматски јас треба да бидам непријателот и дека треба да ме гледаат на таква призма, наместо да си го тргнеме она его, нели, човечко, кое што секогаш ни прави проблем во животот, да си послушаме и чека ова ми е егото, дај да видам што мислат другите, па јас да сум министер за образование или да сум било кој на некаква функција висока, јас ќе се обкружам со најпаметните, најискусните луѓе од фелата на образование. Зошто? За да ми биде полесно, за да ми биде сите идеи што сакам да ги донесам, нели, да ги спроведам многу успешно, за да не предизвикувам разгневување на масата, кое што нели гледаме како се одразува тоа. Обично мерките кои се квалитетни не се многу популарни. И оние кои се популарни не се многу квалитетни, така вели праксата. Да. Така што министер во такви околности веројатно би имал помала популарност. Па, значи, имаме тогаш лоша представа на погледот на нештата и за функцијата и улогата која што ја вршиме. И повторното е поврзано со информираноста на народот. Да. Морам да го искористам и вашето доаѓање овде и за уште една важна тема, иако малку времето не гази насилство во образование. И тоа во последно време можам да кажам дека е насилство во сите слоеви и редови. Има меѓуврсничко насилство,
Пред 3-4 години известував за случај во основно училиште во кое што професори се тепаат пред деца. Последен таков случај беше кога професор тепа дете. Ох, мори мајко мила. Леле, овие теми Долги многу ме години бевте вознемируваат. директор Да. основно. Сте се сочила ли некогаш со насилство од сите овие врсти? Знаете, кога сте во училиште, работата со деца, па работата нели нормално тука се родителите, јас секогаш викам ние сме возрастните виновни. Знаете, децата воопшто не се виновни. Децата се тоа што ние ќе го направиме. Децата е тоа што ние им го покажуваме. Ако ние им покажуваме насилство, такви ќе бидат. За жал, во она извештај што сум го читала пред не знам колку време беше, вика од 10 родители, 8 сметаат дека ќотекот излего да одреат. Сега замислете, ама тоа е во Македонија се случува. Мислам там таков е извештајот што го читав за што сметаат родителите, нели, кои мерки се добри за да го воспиташ своето дете. И ако го набеле тоа дека е тоа така, значи тоа е загрижувачки. Значи тоа зборува дека ние наназад не сме промениле ништо, иако живееме во 21 век. Што ни покажува сега една ваква видеоснимка во која што наставник тепа дете? Знаете, прво што ни покажува, сега јас не го познам случајот, не би се земала за право да го коментирам кога не ги знам нештата, меѓутоа да, кога ќе излезе видео во јавност, видео што јасно се прашувате, нели сега работи, првиот впечаток кој си кажеш, леле, па заре можно ова? Нормално е дека има и втора, и трета, и четврта страна, но кога е нешто видливо има помалку знаете што, простор за... Крис, јас вака сметам. Луѓето сами си го градат својот авторитет. Денеска кога времето е време каде што не се почитуваат никакви авторитети. Гледате, ние ништо не почитуваме, така? Кога не се почитуваат авторитети, ако сте наставник, мора да го изградите вие сам својот авторитет. А како ќе го изградите? Со тоа што прво ќе ги почитувате децата што се пред вас. Ќе почитувате дека се различни, дека секој доаѓа од различна социјална средина до дома семена. Замислете, некој можеби не ни спиел ноќта, можеби е тепан од својот родител, детето. И вие ако ги третирате сите 30 дека се и исти. И тоа дете оди во школа и гледа дополнително уште. Тоа знаете, тоа како тепа негово другарчеве, не мора да е конкретното дете. Точно така, знаете, тоа е недозволиво. Тоа е недозволив однос на покажување на насилство од позиција на моќ. Колку ја оправдали, нели, или не оправда моќ, да наставникот ја има моќта со својата, да не речам само и со својата возраст, вие поставувате моќ. Дали ќе сакате во очите на децата да покажете какво човечко суштество треба да бидат, да умеат да се контролираат кога некој ќе ги изнервира, дека треба да седнат да разговараат. Зошто тоа се случува, зошто ова се случува? Меѓутоа, знаете, ако дете на час има телефон, тоа исто така ми зборува за непочитување на правила. Значи, јас кога ќе влезам на часот денеска пред 30 деца, знаете, во текот на денот, ако имаме само оваа свест дека еден наставник во текот на денот се среќава со 130 деца. Замислете, 130 животи вие допирате во текот на денот. И сега ако во кај тие деца нормално, тие се сите од едно луѓето се наставници со нели човечки особини, па поготово во ова стресно време, денеска кога се многу се баре од нив и тие експлодираат, меѓутоа тоа не е оправдување. Значи вие не може кај децата кога ќе влезете на часот мора да кажете што е тоа што вие почитувате. Значи деца денеска ќе работиме тоа, не треба ова, не се какви телефони да се користи особено во такви услови да се снима. Во овој момент 3 мајки на мали деца од 3-то, 4-то и 5-то оделение од 3 различни скопски основни училишта се жалат кај наставникот дека нивното дете е малтретирано од врсник, но не преземаат ништо и практично го ставаат проблемот под тепих од не знам какви причини. Дел од нив се плашат можеби од другиот родител. Зошто имаат родителите чувство дека наставниците практично молчат или го толерираат, со што и поттикнуваат меѓуврсничкото насилство? Знаете што, наставникот не е само наставник за да ги предава своите наставни содржини. Значи тој треба и да биде медиатор и да комуницира и да ги учи на флексибилност, како да комуницираат, како кога се наоѓаат во ситуација на конфликт, да ги разрешуваат проблемите со својот пример, покажуваат како и на кој начин. Очигледно, за она што зборуваме. Ние, знаете како, ние мислам, еве јас да си дозволувам со моето искуство да го кажам следното. Мислам дека сите имаат страв да се соочат со вистината и со тоа што се случува во училиштето. Дали е тоа заради тоа што не умеат, затоа што не се обучени, тоа сакам да го кажам пред. Наставниците треба да бидат континуирано обучувани. Знаете, не ние нашите наставници не се на новото време. Апсолутно, значи мора да им ги дадете вештините и на наставникот да знае како да постапува во ова време кога живеат овие Z генерација кои што се нели исклучително паметни во поглед на користење на технологија, меѓутоа да знаат како не треба да ја користат технологијата. Ако ученикот си дозволи на часот да снима, извинете, за мене тоа е пропуст на наставникот. Јас нема да дозволам
децата да користат телефони, кога јас нема да им го дозволам тоа. Телефоните се користат да се пишува, да се истражи, меѓутоа не во таа позиција. Ако се разговари, ако не се ставаат под тепик многу работи, кај нас, многу работи ќе ги решиме. Ние се срамиме, знаете зашто? Затоа што ќе помислат наставниците, ако некој тоа каже дека не е подготвен да се реши, да го се соочи со проблемот. Штом ќе се соочи со своето незнаење, како тоа да го направи, зашто не е самиот виновен. Ви кажав, тој треба со своето искуство, ама мора да се учи. Ако вие не направите и наставници по мерка да бидат комплетни личности, без чувство на покажување на сега сум јас директор или сега сум јас наставник, сега јас можам да правам што сакам, па не ми е. Знаете, таквиот однос не доведува во ситуација да и децата гледаат од нас, потоа и тие никога не почитуваат. Се чудиме зошто не почитуваат. Поставете им правила, секој сака да имате правила. Почитувате ги лично вие, ако се кажало нема телефони и наставникот не треба да го отвори телефонот. Во сите овие случаи најголемата жртва се децата. Се и децата, ама знаете што денеска мислам дека во време на пандемија дополнително се и наставниците. Исто еден запрепастувачки факт, јас кој што го прочитав деновива, тоа е, го слушнав доктор Митов, мисля че дека го кажуваше. 70% од населението во Македонија користи диазепами, антидепресиви и не знам какви не други психотропни супстанции за да го намали овој стрес. Ако ви кажам дека наставниците денес се под исклучителен стрес, ама не зборуваат. Тука ни е проблемот. Ние не зборуваме, знаете зошто? Затоа што другите ќе помислат дека можеби јас не сум способен, ќе признам дека не знам, се срамиме да кажеме дека некои работи не ги знаеме. А најголемото зло на планетава е токму тоа, незнаењето. Исто тоа се случува и во докторската фела од она што стига очигледно до мене треба ние да се ресетираме како луѓе. Да, веројатно таму и преголемите бројки на. Да, знаете што сакав и ова само да го кажам во однос на образование, ако ги следиме светските трендови, бидејќи сме нели ново време, знаете што велат? Дека овој тип на образование што го имаме ние, не само во Македонија, зборам нели и обкружувањето, е всушност толку штетно во развојот на детскиот потенцијал. Знаете од која причина? Што ние имаме компетитивно образование. Што значи тоа? Вашето дете кога ќе отиде во прво деление, до родителите прво дома што му викаат да бидеш број 1. Ти да бидеш број 1. Што значи тоа? Го охрабруваме детево да се радува или да биде зависно, односно да биде љубоморно доколку неговото другарче до него постигнува подобри резултати. Знаете, развивање на такви негативни емоции создава фрустрирани млади луѓе кои што нема да бидат способни прво сами себе да си изменаџираат за да го водат овој живот овде на планетава кој што е многу краток, а ние секојдневно треба да мислиме колку ни е краток живот. Заборавивме и забораваме колку ни е краток животот и дозволуваме да не управуваат нешта кои што се многу помалку битни, наместо да се свртиме кон себе и да видиме што и да ги учиме децата дека од него зависи каков ќе биде, каков успех ќе постигне, дека треба да види во што е добар, па да негува соништа, па да ме разбирате, ако сето тоа го правиме, може да создадеме некаква си подобра генерација. Вака ги тераме во училиште да бидат љубоморни, завидливи, изфрустрирани и несреќни што одат во училиште. Значи комплетна трансформација на образование. Комплетна. Верович, со вас можам да разговарам 4,5 часа колку што трае. Целиот утрински брифинг. Да, јас за жал, благодарам. мора тука да го завршиме ова секако повторно. Ќе ве повикам, многу теми ни останаа недопрени. Благодарам што прифативте поканата. Јас ви благодарам многу.